Почитувани медиуми, добре дојдовте на пресот кој го организираат клубовите од Втора лига Исток. Темата на на оваа пресконференција е барањето кое го испративме на 22 јули до Фудбалска федерација на Македонија за укинување на котизацијата за второлигашите. Немаме добиено никаков одговор од Управниот одбор на Фудбалска федерација на Македонија за укинување, за дали ќе укинат котизацијата или не. Добиваме само мејлови од лиценцната комисија кои што ни ги пролонгираат роковите. Денес истекува последниот рок за уплата на котизација и има, како да кажем, некоја поблага форма, не знам дали е поблага, закани дека ќе има суспензии, ќе има последици по клубовите кои што нема да ја платат лиценцата. Сакам да напомнам една работа. Освен еден клуб, 9 клуба немаме платена котизација, не е од без парица, ние тие финансии ги имаме, меѓутоа не сакаме да ги даеме, сакаме да имаме ист третман како прволигашите, заради тоа што прволигашите испумпуваат одредена сума на пари од ФФМ, дали во делот со младински категории, дали сега од овие ТВ права. Не интересираат и ТВ правата ако треба и за тоа ќе се прави муабет. Нас не интересира една работа. Во последните 2-3 години енормно е зголемен буџетот на Фудбалска федерација на Македонија. Од тој буџет не следува и нас како второлигаши, како лига која е втора по квалитет во државата, бараме од федерацијата да дел од тие средства кои влегуваат во ФФМ ги насочи према клубовите од втора лига. Сакаме и они се вадат на тоа дека ТВ правата ќе има ТВ преноси само од прволигашки утакмици и од купот. Што ако се случи една екипа да влезе во четвртфинале, полуфинале на Куп на Македонија, па и финале? Како ќе врши пренос без дозвола на тој клуб? А сега не сака да не ослободи. И мислам дека е смешна сумата за двете втори лиги за да се ослободат од котизација. Се на се е некаде околу 160.000 евра. За двете втори лиги. По 8.000 евра од клуб, 20 клуба, 160.000 евра. Ја мислам дека таа е за ФФМ смешна сума, а за клубовите поединечно е, не знам јас кој како од клубовите се снаоѓа со финанси, меѓутоа ако буриме со оглед на тоа што освен клубовите кои што беа акционерски друштва и некои привилегирани клубови, мора да напомнам, кои само со знаење на федерацијата и на Агенција за млади и спорт добија ваучери, некаде околу 70-80% од клубовите немаме добиени, не сме корисници на ваучерскиот систем со даночното потикнување од данокот на добивка. Во преговори сме со Агенција за млади и спорт, наидовме на разбирање, по некои најави и некои сознанија, во септември ќе ни доделат и на тие клубови кои што не сме вклучени во ваучерскиот систем. Тука значи ние не се бориме само за нас второлигашите, него тука ќе бидат вклучени во тие решенија и екипи од третата лига кои што имат поднесено, од третите лиги, од регионите кои што имат поднесено барања за ваучерите. Значи, таа ни е темата на пресот денес ни е број 1 ни е укинување на котизацијата. Сакам да напомнам дека нема да уплатиме котизација, бар ние клубовите од Втора лига Исток. На барањата и од Втора лига Запад сите клубови се подпишани, значи имаме едно единство, подршка добиваме и од Втора лига Запад, не знам од кои причини, имавме контакти со нив, дали на друго место ќе се соберат, не знам. Ние Втора лига Исток одлучивме тука да бидеме во Кавадарци. Нема да платиме котизација, додека управниот одбор не се произнесе, а од кога ќе се произнесе управниот одбор и во зависност од каков ќе биде одговорот од управниот одбор на Фудбалска федерација по однос на нашето барање, ќе бидете навремено информирани за насоките и делувањето на второлигашите. Јас можам да кажам во име на мојот фудбалски клуб, доаѓам од фудбалски клуб Кожув, имам подршка од управниот одбор, имам подршка од општина и ние
котизација не плаќаме, па нека не суспендират. Тоа е по однос на котизацијата. Баравме единство, заедништво, подршка имаме сите и од спонзори, и од помагатели, и од управни одбори, и од градовите, од кај што доаѓаат клубовите. Значи, тоа е во делот со котизацијата. Друга работа која што бараме и ќе ја испратиме во писмена форма после овој брифинг со новинарите, ќе бараме појаснување на форматот на втора лига за 2020-2021. Значи, ние оваа година треба да стартуваме да се бориме за влез во единствена втора лига. Ќе се прави единствена втора лига, нема да има втора лига Исток, втора лига Запад од 2020 година. Меѓутоа, што е најбитното тука? Најбитното е што ние како второлигаши не знаеме колку екипи ќе брои таа единствена втора лига. Не знаеме дали до 5-то, до 6-то место, не знаеме колку екипи ќе излегуваат во региони. Сега по пропозициите излегуваат 3 екипи по правилник. Не само што не знаеме, не сме консултирани при донесувањето на одлуката на собрание. Таму ја носеа пинпонгари, ракометари, ама немаше фудбалери. Немаше представници на клубовите, цело време го потенцираме тоа дека Фудбалска федерација е здружение на граѓани кои што треба да учествуваат клубовите. Ние таму немавме учество, во кое што можеме да кажеме за каков тој систем се работи, за каков систем бараме. Нити пак Фудбалска федерација не удостои, како што треба, да разговара со клубовите за каков систем, а не да разговара со некакви си делегати на собрание кои што си по разни политички или какви основи знаеме како во државата дојдоа делегати на собрание. И сега ние сме оставени во ситуација не само што да не знаеме, не сме ни прашани каков систем на надпревари сакаме да имаме. Затоа што ние се такмичиме, не се такмичи никој друг. Така. Затоа ние очекувавме да бидеме повикани од федерација и за котизацијата и за системот за надпревари да се разговара, а не да се работи со некоја диктатура од утре вака, ако сакате играјте, ако сакате не може тоа така. Значи здружение на граѓани не е приватна фирма. Тоа е здружение на граѓани на целата држава во кој што треба да учествуваат точно сите луѓе, а не да биде затворен систем за кој што никој не сме ни да зборни ни да каже. Ќе се остави простор за манипулација од страна и на комисиите во ФФМ, ако нема јасна слика да знаат клубовите, второлигашите, да знаат што ги очекува во предстојната сезона, да знаат дали да го бараат тоа 5-то место, 6-то место, 7-мо место, не знаеме дали втора лига до година единствена ќе брои 14, 16, 10, може ќе ја намалат на 8 клуба. Значи, бараме појаснување на системот и последно нешто што сакам да ги информирам љубителите на фудбалот и новинарите на оваа пресконференција е тоа дека од овој состанок на второлигашите, кој за прв пат се собираме и сме единствени, ќе се разговара после завршувањето на пресуд за формирање на здружение на второлигаши. Ако прволигашите тоа го немат, ние ќе го направиме. Одредени клубови од прва лига си го гледаат личниот интерес. Морам да ви напомнам дека незадоволството од ваучерскиот систем, што го донесе новиот закон за ваучер, незадоволството и сите тие работи ги потикнавме ние второлигашите. Прволигашите ние иницииравме состаноци, на крајот останавме ние на ледина, на ветрометина, како да ви кажам.